Беровчани вечерва ќе знаат кој ќе биде овогодинешниот председател на пијаниците. Традицијата помалку заборавена ќе се возобнови во далеку прочените беровски кафеани, каде вечерва некој ќе ја добие оваа титула. Само треба да се потруди да испие најмногу чаши. Останатото според традицијата ќе го сторат мештаните. Имало голема конкуренција. По сиве кафани, значи имало луѓе. И најпијаниот од сите тие кафани, значи се ставал на рачна количка, му правеле венец од пиперки, од кромит и така го шетале по целиот град и бил прогласен за председател на пијаниците. Значи, во кратки црти тоа било целата таа приказна. Штипјани сличен обичај имаат за празникот на виното од Свети Трифун. Во некои кругови се уште се практикува да се избере шампионот на пијаниците. Не случајно го зборуват и денот на алкохоличарите или пијаниците, па некој на тој ден кој прекара малку повеќе од нормалната му саат венец, како шампион на пијаниците и по тоа датира, така да на некој начин за овековече се дено секој го прослави во свој начин со своје друштво, одбележи го, традицијата продолжува. Причина за возобновувањето на традицијата не е да се промовира пиењето алкохол, затоа што обично за председатели се бираат највеселите, најиздржливите и најербапите.